Добар ден, драги ученици! Добро дојдовте во Е-училница, во наставниот предмет македонски јазик. Јас сум наставничка Ивана Дојраниева од основното училиште Крсте Мисирков, Гевгели. Се надевам дека сте добро расположени и дека сте подготвени за стекнување нови знаења. Наставната содржина за овој час е интерпретација на бајката Водната самовила на страна 154. Наставно подрачје литература. Цели на овој час се следните: да знае какви литературни творби се бајките, да ја усовршува техниката на изразно читање, да составува план на бајката, да открива главни ликови, време и место, да ги анализира ликовите во бајката, да ја открива поуката, да ја прераскажува бајката со почитување на хронологијата. Ајде да откриеме што е бајка. Бајка е литературна творба која ни раскажува за невозможни, волшебни нешта, случки и ликови. Кои ликови најчесто ги среќаваме во бајките? Во бајките најчесто ги среќаваме самовилите, принцовите, принцезите, волшебни предмети како што се струпчиња, ламби, килимчиња и така натаму. Како се прикажани самовилите во бајките? Самовилите во бајките се представени како добри и лоши. Ајде да видиме и да откриеме како е представена самовилата во бајката што ќе ја интерпретираме. Водната самовила. Си живееја братче и сестриче. Еден ден, играјќи се крај бунарот, се случи двете да паднат во него. Во бунарот живееше водна самовила која им рече: сега ми паднавте враци. Мои сте, ќе ми ги работите најтешките работи. Па ги поведе со себе. На девојчето му наредил да преде нерасчепкан лем, а мораше и катаден да носи вода во едно дупено ведро, додека момчето мораше да сече дрва со тапа секира. За јадење добиваа само по некоја сува порка леб. Најпосле, децата го загубија трпението, па кога една недела самовилата отиде в црква, тие побегнаа. Кога заврши службата в црква, самовилата се врати дома. Таа веднаш забележа дека птичките одлетале, па со големи скокови се загна по нив. Меѓутоа, децата ја забележаа уште оддалеку, па девојчето фрли зад себе една четка што се претвори во огромна фрча, голема колку рид, со илјадници трдње место влакна, та самовилата мораше да се качува преку неа со голема мака. Сепак, таа успеа да ја помине оваа голема пречка. Кога го видоа тоа децата, момчето фрли зад себе чеша, кој се претвори во огромно грибло колку рид со илјадници запци. Со голема мака, самовилата некако успеа да се протне низ запците, па ја совлада и оваа пречка. Тогаш, зад себе девојчето фрли огледало што се претвори во стаклен рид. Ридот беше толку мазен, што самовилата не можеше никако да го премине, па помисли: да се вратам дома и да ја земам секирата, па да го преполувам стеклениот рид. Меѓутоа, додека таа се врати и додека го расече ридот надве, децата веќе беа многу далеку, па на самовилата не ја остана ништо друго, освен да се врати во својот двор. Да одговориме усно на следниве прашања. Кои се главни ликови во бајката? Главни ликови во оваа бајка се самовилата, братчето и сестричката.
Каде се случил настанот? Настанот се случил крај бунарот и во него. За каква самовила станува збор во оваа бајка? Самовилата во оваа бајка е лоша. Од што дознаваме дека самовилата била лоша? Од нејзините постапки кон децата. Што им правела водната самовила на децата? Водната самовила ги измочувала децата. Ги терала да работат тешки работи и не им давала јадење. Како успеале децата да се спасат од лошата самовила? Децата успеале да се спасат од лошата самовила со помош на својата итрина и снаодливост. Што победи во бајката? Во бајката победи доброто. Кои се фантастичните елементи во бајката? Фантастичните елементи во оваа бајка се самовилата, животот во бунарот и Рит од огледало. Анализа на бајката. Анализата на бајката запишете ја во вашите тетрадки. Зашто се зборува во оваа бајка? Темата на оваа бајка е доброто и лошото. Време на настанот. Еден ден. Место на настанот. Крај бунарот и во него. Ликови во бајката се водната самовила и децата. Главни мисли. Како главни мисли ќе ги запишеме следните. Во првиот дел ни е представена средбата со водната самовила. Во вториот дел ни е прикажан тешкиот живот на децата во бунарот. И во третиот дел е представено бегството и спасот на децата. Фантастични елементи во бајката. Самовила, животот во бунарот, Рит од огледало. Представник на лошо е самовилата и преку неа се представени лошите и сурови луѓе. Децата се наивни, невини, добри, итри, паметни и снаодливи и смели. Поука. Секоја бајка не поучува на нешто. Па така, поуката во оваа бајка е дека лошото можеме да го победиме со ум, итрина, снаодливост и смелост. Домашна работа. За домашна работа ќе имате да направите измена на бајката. Самовилата нека биде добра и нека им помогне на децата. Драги ученици, тоа е се за овој час. Се надевам дека часот ви беше интересен и ви благодарам на вниманието. Јас ве поздравувам и останете во добро здравје.